а тоа е преку една, би рекол, плодна дискусија во рамките на оваа лидерска средба и во една, би рекол, дебата која што, морам да кажам, во одредена мерка беше и полна со предлози и идеи. Голем дел од отворените прашања се отворија. За делот, би рекол, за поголем дел од тие отворени прашања имаме исто мислење, имаме заеднички јазик, за дел нормално дека позициите ни се разликуваат. Ставот мој и ставот на владеното мнозинство е дека законите кои што се дел од реформската агенда, без разлика во која форма се, дали се во форма на закони или друг тип на процедури, а кои што имаат позитивно мислење, ако се закони од Венецијанската комисија или позитивно мислење од Канцеларијата на Европската комисија, дека ние треба да ги поддржуваме безусловно, бидејќи сите сме нели за членство во Европската унија. И тогаш не треба да се манипулира со балансерли, бадинтерли, било какви други услови. Треба да се најде можност за поголемо учество на гласање на диаспората, за тоа што цениме дека диаспората е важен чинител во економските движења во државата. Исто така се отворија теми околу изборните единици, но тука немаме ние појасен став дали е една, три, сегашните 6 или па има и предлози за 8, но тоа што е најважно дека како и да се одлучи, ако се одлучи за една изборна единица, ние сме за да имаме отворени листи. Во време кога пред нас стојат важни одлуки во интерес на државата, ваквиот пристап е показател дека институциите и политичките актери се подготвени да ја стават Македонија и граѓаните пред партиските калкулации. Лидерската средба ја гледаме како можност сите релевантни политички фактори да покажат зрелост, одговорност и вистинска грижа за иднината на Македонија. Во однос на законот за влада и прашањето за техничката влада, односно така наречената пржинска влада, ставот на знаме јасен, таа треба да биде укината.